Прогресивниот данок ќе почека. Референдумската кампања ја одложи и летната дебата, но и неговото воведување, кое владата го најавуваше за од 1 јануари следната година. Причината е да му се даде назначење кога нема да има поважни работи, изјави премиерот Заев, кој предреферендумски се пофали со моменталниот економски успех. Самиот договор со Грција донесе потреба да донесеме одлука за одложеност на дебатата, заради тоа што многу малку граѓани, деловни луѓе ќе слушнаа за потребата, деталите, суштината на ваква даночна реформа, која што е сериозна работа. Ова беше едно од клучните предизборни ветувања на владата, а значи повисока стапка на данокот на доход за луѓето со највисоки приходи. Според премиерот, иако најавен, ребаланс на буџетот најверојатно нема да има. Дефинитивна одлука ќе се донесе паралелно со референдумската кампања. По катастрофално лошите показатели за реализација на капиталните инвестиции, тој очекува дека работите допрва ќе се мрднат од мртва точка. Проблемот го лоцира во недостаток на проекти. Веројатно таа одлука ќе се носи паралелно, додека трае и референдумската кампања. Знаете дека сме посветени дел од нашето време токму на референдумската кампања, типа на крајот на денот, и тоа е економија и раст и развој за државата. И министерот за финансии се пофали со ликвидноста во државната каса и уверува дека со Европската унија и НАТО ќе биде уште подобра. Напредокот во евроатлантските интеграции ќе биде дополнителен ветер во грб за развој на македонската економија. Владата е оптимист дека за подобрување на економската состојба ќе придонеси и германскиот советник кој го најави канцеларката Меркел, со чија помош ќе има инвестиции и повеќе работни места. Инаку, откако СДСМ ја презеде власта, економијата буквално потона, па во изминатите година и пол растот се движеше едва и околу нулата. За изненадување, предреферендумски, Државниот завод за статистика објави дека економијата во вториот квартал нагло пораснала за 3,1%. Според статистика, економскиот раст најмногу го билдаат сектори како уметност, забава и рекреација и дејности на домаќинствата како работодавачи, кои бележат раст од скоро 14%. И покрај стагнацијата во првиот квартал, владата останува на проекциите за раст на економијата од 3,2% годинава.